Карелија, село Салми, црквата Николај. Голема и многу пространна црква. Високи внатрешни волумени на зградата, но тука нема системи за грејење. Во принцип нема печки направени за време на изградбата. Чудна структура се наоѓа во аголот. Широк канал е врежан во џидот од тули. Тука беше поставена метална печка. Од зидот биле искршени тули. На врвот беше пробиена дупка за да се дозволи чад да излезе. Дупката за чад е јасно видлива од надвор. Очигледно, овој метод на грејење не бил наменет од архитектор. Се гледа дека се кршеле тули за да се направи оџак. Но на циглите нема црна саги и саги. Веројатно тука била вметната лимена цевка. Зошто тулите беа исфрлени овде? Направивме хоризонтална ниша. Да, сватив. Тука имаше разменувач на топлина. Да се загрее пространата црква. Потребен е голем радијатор. Тука е инсталиран метален разменувач на топлина. Во зидот за радијаторот беше излабена хоризонтална ниша. Колку глупава работа направија. Колку тули беа скршени. Уништија квалитетен зид. Пробиле дупка на надвор. На погрешна локација за оџакот. Овде се среќаваат неколку агли на покривот. Тешко е да се направи сигурен покрив на такво место. Затоа морав да ја поминам цевката хоризонтално преку таванот и издигнете го на место каде што покривот има една падина. Луѓето подигнуваат голема јавна зграда во зона со студена клима. Но тие не планираат системи за грејење. Ниту архитектот, ниту клиентите, ниту градежниците, ниту локалните жители, никој не предпоставаше дека зградата треба да се загрева во зима. Направија висока камбанарија. Тие изградија голема купола, но заборавија на печките и системот за парно. По изградбата на зградата го сфатиле тоа и почнале да ги кршат зидовите, да се направи печка за загревање. Дали е ова можно во студените северни земји, каде е неопходно да се загрее просторијата 6 месеци? Па, се разбира дека не. Тогаш која е причината за недостигот на планирано грејење? Кога била изградена оваа црква, не биле потребни печки. Затоа што беше топло. Имаше поинаква клима поблага. Без студената сурова зима. Црква без планирано грејење и оџак кој подоцна бил скршен. Ова е одличен доказ за климатските промени во блиското минато.